Излегуваат на виделина законските дупки за неделен работен ден, па така мерката нема да важи за туристичките места зашто тоа не им одговара на сите. За бизнисмените ова е несериозен однос од страна на власта, зашто иако сериозно најавувана сега ќе претрпи измени. Од Бизнис конфедерацијата на Македонија велат дека грешката е направена уште на самиот почеток, зашто пред се изостанувала дебата. Не е направена грешка на самиот почеток кога недостасуваше посериозна и поискрена дебата во однос на неделен неработен ден за сите работодавачи, меѓутоа како концепт за заштита на работничките права. Измените и дополнувањата на Законот за трговија се поднесени во собрание, а се однесуваат за неделен неработен ден, со што ќе се дозволи да се работи во недела во туристичките места, вклучувајќи ги Охрид и Струга, но и во трговијата на големо и мало, рече министерот за економија Крешник Бектеши. Стопанствениците велат дека токму министерот не треба да избрзува и добро би било да се консултирал прво со бизнис заедницата, зашто Законот за работни односи требало да претрпи измени, зашто старите занаети пред се еден куп дејности изостанувале. Сериозни дејности како што се занаетчиството, културата, филигранството, старите занети, неопходните дејности ќе мора да бидат опфатени да се ревидира целата легислатива. Со најавата на министерот за економија господинот Бектеши дека недела ќе биде одземен како неработен ден за туристичките места, сметаме дека треба да помине низ поширок дебата и поширок консензус, бидејќи туристички места во Македонија има повеќе, како чаршиите, како останатите градови, туристички места, туристички локалитети. Инаку мерката недела неработен ден стапи на сила на 1 јануари годинава. Првичната замисла на Министерството за труд беше недела да биде неработен ден за сите дејности, освен за оние дејности за непречено функционирање на државата.